Големиот број на иселеници од Дебар во Соединетите Американски држави се мобилизираат за помош на своите сограѓани во време на ширење на коронавирусот. Преку татковинското здружение Дибра со седиште во Њујорк, иселениците донираат финансиски средства за помош на родниот крај. На барање на јавното комунално предпријатие Деновиве е реализирана донација во пластични кеси за собирање на отпад за околу 3000 домаќинства од градот. Второто, обезбедивме медицински нараквици за сите вработени во ова јавно предпријатие и средства за дезинфекција и чистење на сите улици од град Девар. Значи, целта на ова наша програма или проект, како да кажам, прво да се зачува чистотата на нашиот град. Второто, значи, на максимум да минимизираме ширењето на овој вирус. И третото, но не дека не е најважно, е здравјето на работниците. Карлук вели дека допонделно ќе бидат поделени 100 хуманитарни пакети на социјално најзагрозените граѓани, самохрани родители, луѓе со хронични болести. Многу добра идеја, важна идеја, битна, круцијална за нас, за да им стоиме на располагање на општината, на нашите граѓани со овие активности. Пакетот верувам дека ќе биде доволен и за еден месец. Од прилика 6000 денари ќе кошта еден пакет. Помош за Дебар во овие моменти на карантини и изолација од остатокот од државата пристигнува и од приватни фирми и Црвениот крст. Пред се таа помош е во храна, како и во лекови. Црвениот крст на Република Северна Македонија извршува исто така снабдување на општинава Дебар и Центар Жупа со разни артикли, со тоа што на Дебар им е најнеопходно во ова време. Се смета дека само во САД има околу 20.000 иселеници од Дебар. Тие од 1996 година делуваат организирано, на почетокот со цел реализација на сопствените активности, но со зголемување на нивниот број. Тие се во интензивна комуникација со родниот крај, каде учествуваат во поддршка на невладиниот сектор, но и на многу хуманитарни, спортски и културни настани. Од Дебар за Гласот на Америка, Мики Драјковски.